Ова е Флеш Интернешнл, ги гледате на актуелните информации од светот. Градоначалникот на градот Сан Кристобал Даниел Себалос е уапсен по судски налог поради граѓански бунт и поддршка на насилството во тој град, изјави венесуелскиот министер за внатрешни работи Мигел Родригес. Тој истакна дека апсењето на градоначалникот е правен чин, зашто не ги исполнува своите законски обврски и го поддржува насилството во градот. Руската администрација од денес почна да ги издава пасошите на жителите на Крим. Од имиграционата служба истакнаа дека овој процес секој ден ќе биде се поинтензивен. Оттаму не прецизираат како ќе живеат и работат жителите на Крим кои не сакаат да земат руско државјанство. Инаку на референдумот кој се одржа во неделата, 97% од граѓаните на Крим го поддржаа припојувањето кон Руската Федерација. Денеска продолжи штрајкот на државните службеници во Грција против владините планови да скрати 11.000 работни места во рамките на програмата за штедење договорена со меѓународните кредитори. Во штрајкот учествуваа вработените во даночните служби, во државните болници, а и вработените во средното образование. 9 лица утринава го загубија животот, а неколку други биле повредени кога воз налетал на автобус кој превезувал работници од јужната турска покрајна Мерсин. За време на судирот, минибусот бил целосно уништен. Видеоснимките го прикажуваат уништениот автобус заедно со медицинскиот персонал кој се обидува да дојде по жртвите и повредените. Велика Британија за 3 години во оптек ќе ја пусти новата монета од 1 фунта, која ќе биде тешка за фалсификување. Новата паричка наместо кружен облик ќе има 12 страни. На задната страна ќе биде ликот на кралицата Елизавета II, а за изгледот на предната страна ќе биде организиран конкурс. Ова беа актуелните информации од светот. Довидување.